Учениците од Средното општинско училиште Лјупчо Сантов, кои учествуваа на онлайн надпревар под наслов "Најди го херојот", го освоија првото и третото место. Се работи за надпревар преку кој се открива талентот кај младите генијалци кои преку своји активности се надпреваруваа на тема визуелни уметности. Преку учеството се идентификува херојот кој решава конкретен проблем и преку својот талент ученикот вербално го објаснува. Учениците од гимназијата Лјупчо Сантов се представија преку драма, ораторство, сликање и рецитирање и го покажаа талентот на највисоко ниво. Поради успешноста на представувањето, сите четворица ученици од Кочанското училиште се пласираа во финале, а од нив две ученички добија награди. Учениците работеа под менторство на професорот и дефектолог Катерина Димитрова. Во текот на изминатиот месец се одржа онлайн надпревар за избор на таленти, организиран од IQ Excellence програмата за избор на млади и возрастни генијалци. Во надпреварот зедовме учество со 4 ученици: Јована Петрова, Пандора Манева, Оливер Стефанов и Марија Донева. Сите се пласираа во финале. Имаа за задача да анализираат конкретен проблем, во кој проблем ќе го откријат агресорот и на крајот да докажат дали проблемот ќе биде решен или нема да биде решен. Покрај оваа активност имаат и дополнителни задачи кои што беа организирани и структурирани од страна на комисијата за избор на победниците и се покажаа на највисоко ниво. За тоа говори и успехот кој што го постигнаа учениците, односно Пандора Манева го освои првото место, а Јована Петрова го освои третото место. Ученичката Пандора Манева го освои првото место, кој донесе парична награда од 500 евра, како и 3-месечен коучинг програм за развој на емоционалната интелигенција, а трето место освои ученичката Јована Петрова, исто парична награда и бесплатен коучинг програм. Конкуренцијата била мощна и силна, но ученичките успеале во својата замисла. Чест ми беше да учествувам на овој надпревар, во кој што надпревар ме пријави дефектологот на училиштето Катерина Димитрова, и во овој надпревар се потрудив многу, го добив првото место, им беше навистина чест. Изработив видео во кое што видео го поделив на 2 дела. Првиот дел беше за богатите луѓе во Африка, вториот дел беше за сиромашните или поточно гладните деца во Африка. Инаку со дефектологот на училиштето Катерина работиме со многу Еразмус проекти и многу други вон активности во училиштето. Во овој надпревар учествував под менторство на професорката Катерина Димитрова, која што е дефектолог во нашето училиште. Со помош на низината подршка и мојата храброст го поминав овој месец. Се представив со едно видео во кое што прикажав една изгубена личност во овој голем свет. На почетокот личноста е окупирана со лошите работи во светот, меѓутоа на крајот таа повторно станува дете и успева да ги преживее ситуациите во светот и исто така да се пронајде себе си во овој голем свет. Надпреварот започна на 2 мај, траеше до 30, а истиот е во организација на IQ Excellence и програмот за развој на емоционалната интелигенција и таленти млади и возрастни генијалци.